Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Од Еко Герила побара обвинителството да започне истрага околу најавата за изградба на нов стамбен блок во Тетово. Во Тетово нема доволен број паркинг места, а владеи сообраќајна некултура. Дел од образовните установи од Гостивар побарале учениците да се вратат во клупите, а во некој ќе се спроведе комбиниран модел. Започнуваме со првата вест. Екологистите против изградбата на нов стамбен блок на местото на поранешен Шикилак во Тетово. Тие велат дека е неприфатливо да никнат нови згради, кога во градот недостасуваат елементарни услови за живот. Оздруженијето Еко Герила на пресконференција побара обвинителството да започне истрага. Најавената изградба на нов комплекс згради и деловни објекти на местото на поранешната фабрика Шикилак во Тетово ги алармираше екологистите. Од Сдруженијето Еко Герила реагираат дека на градот не му треба нов стамбен блок, кога на жителите им недостасуваат елементарните услови за живот, а секоја зима се борат со аерозагадување. Велат дека општината на нетранспарентен начин носи контроверзни одлуки. Во ситуација кога градот нема вода за пиење, водоводна мрежа, канализација, паркиралишта, колективни гаражи, булеварди и обиколници, оценуваме дека градот Тетово е многу далеко од инфраструктурниот капацитет за изградба на стамбени и трговски комплекси во внатрешноста на градот. Неприфатливо е да се изградат нови 30 стамбени згради на самиот влез на градот, во хаотичен град од сите аспекти, без основни услови, каде што очигледно недостасуваат паркови и рекреативни простории. Треба да се разјасни на јавноста дали се направени проценки за еколошките последици и движењето на воздухот од овие нови градби. Од Еко Герила бараат обвинителството да отвори истрага и да биде замрзната постапката за урбанизација на блокот. Обвинителството мора веднаш да започне истрага против општина Тетово и другите лица вклучени во ова скандалозно пазарење со многу сомнежи и нејаснотии за сите нас. На местото на поранешен Шикилак, според првичните информации, предвидено е да бидат изградени повеќе висококатници за околу 8.000 жители, додека 80.000 метри квадратни би биле наменети за деловни објекти. Деталниот урбанистички план за Урбан блок 57 беше усвоен на последната седница на Советот на општина Тетово, откако два пати оваа точка беше одложувана. Во Тетово владее сообраќаен хаос. Нема доволен број паркинг места, а владеи сообраќајна некултура, која покажуваат полициските статистики за казнети возачи. Ваква е сликата во Тетово, каде поради немањето паркинг место, покрај возилата на зонското паркирање се создава и втор ред, кој го кочи сообраќајот. Овој проблем е забележителен особено во централното градско подрачје и кај Зелениот пазар. Граѓаните во анкета велат дека во градот владее сообраќаен хаос. Нема никако поштовање, нема гледам како е. Луѓе бегаат од коливе, бегаат од отчести, бегаат од све. Тешка работа овдека. Не може да се оправи никогаш. Полицијава џабе што трча, си паркираат ке сакаат. Тоа е гужва, аусе, нема паркинзи, нема ништа. Како се гледа, видите така. Тоа е. Лошо, хаос. Има ли доволно места за паркирање? Па не. Нема, еве гледате. Па овде за паркингот е друга работа. Ама за вако сообраќај само тука има гужва, по градот нагоре да идеш нема. Па така. А има доволно места за паркирање? Па на овај крај не. Овој регион е карактеристичен и по големиот број сообраќајни прекршоци. Само во текот на минатиот месец тетовската полиција санкционирала речиси 1000. Факт е дека Полошкиот регион, за разлика од другите региони, има статистиката кажува дека има точно дека има повеќе прекршоци утврдени и има повеќе прекршоци. Меѓутоа тоа е резултат на би рекол лошата инфраструктура,
за разлика од другите региони, нели, па и самиот град Тетово е густо населен. Имаме многу голема бројка на регистрирани возила, мал број на паркинзи, една, би рекол, сообраќајна култура која што не е баш на некое завидно ниво. Меѓутоа, ние даваме се од себе во рамки на нашите можности, во законски можности, нели да се справиме со тие прекршици. За таа цел, постојано сме на терен, организираме локални акцијски контроли, учествуваме во спроведување на републички акцијски контроли, присутни сме на терен, не гледате, мериме со радари во однос на брзина, значи колку што можеме, даваме се од себе. Според статистиката, најчеста причина за сообраќајните несреќи е зголемената брзина. Полицијата доста често казнува и лица кои седнуваат зад волан без возачка дозвола, а неретко и возачи почетници кои не ги почитуваат сообраќајните правила. Училиштата во Гостивар ќе организираат наставата на различен начин, според условите со кои располагаат. Дел од образовните установи побарале учениците да се вратат во клупите, дел се изјасниле за онлайн учење, а во некои ќе се спроведе комбиниран модел. Конечниот збор го има Министерството за образование. Во кои училишта на гостиварска територија учениците ќе се вратат во клупите, а каде ќе се учи онлайн, ќе одлучи Министерството за образование. Дел од образовните установи побарале настава со физичко присуство, дел се изјасниле за учење преку интернет, а некои сметаат дека најпогоден им е комбиниран модел. Општината ги испрати барањата и го очекува одговорот од Министерството. Со училиштата правиме големи напори за да почнеме со физичко присуство. На тие училишта што имаме простор да се почне, ќе се почнува со физичко присуство. Например, во економско имаме помал број од ученици, таму ќе се почнува со физичкото присуство, во медицина ќе продолжуваат онлайн. Во основните училишта, во неколку училишта, во Гоце Делчев, Кемал Ататурк ќе биде наставата онлайн и со физичко присуство, во Башкими и Исмаил Чемали ќе биде со физичка присутност и руралните училишта сите планираат заради помал број на ученици да бидат со физичка присутност. Она што е известно е дека основците од прво до трето оделение ќе одат во училиште. Додека се чека на одлука за останатите, Општинскиот сектор за образование спроведува хуманитарна акција за учениците од ранливи категории на семејства. Се собираат ранци и училишен прибор. Акцијата за донирање ќе трае до 20 септември. Се надеваме дека ќе бидат опфатени сите ученици на кои им е потребна помош, а пријавени се над 550. Секој може да придонесе и донира според можностите. Чанти, тетрадки, моливи и друг прибор. Апелираме до сите граѓани без оглед на националната и верска припадност да донираат, како и до градските маркети, разни фондации и компании да се вклучат во акцијата. Новата учебна година ќе започне на 1 октомври. До тогаш училиштата треба целосно да се подготват за настава, без оглед на моделот според кој ќе ја организираат. Предизвикот е особено голем за училиштата каде учењето ќе биде со присуство на децата, со оглед на строгите протоколи за заштита од коронавирус. Училиштата до 10 септември имаат рок да испратат барање според кои потврдуваат дека има услови да се реализира настава со физичко присуство. Одлуките ќе се носат на следната владина седница. Се чека на конечен став во врска со физичкото присуство на учениците во училиштата. 36 училишта, од кои 15 средни и 21 основно, веќе испрати официјални барања до Министерството за образование и наука, според кои потврдуваат дека во нивните објекти има услови да се реализира настава со физичко присуство на учениците. Дел од училиштата се од Скопје, а останатите од натрешноста на земјата. Министерката за образование и наука Мила Царовска истакна дека одлуките ќе се носат на следната владина седница.
Комисијата тековно ги работи како пристигнуваат на веројатно следната владина средница, овие кои што до сега се пристигнати ќе поминат и веднаш оние кои што ќе стигнат по пошта ќе бидат исто така поминати на владина седница за да училиштата може да ги добијат како конечни одговори. Секако дека училиштата се спремаат и сите оние кои што поднале за физичко присуство и за онлайн настава, заради тоа што велиме епидемиолошката слика може да се менува и е динамичен процес, така да многу ни е важно да сите они и бидат припремени за онлайн настава. Пооптеретените училишта, поголемите училишта кои што имаат многу ученици, се ризик за отпочнување со физичко присуство. Но сепак јас не би сакала да ја коментирам работата ниту на комисијата во моментов, владината комисија, сакам тие да ги донесат одлуките и ние како институција која што ги креира политиките во делот на образование ќе ги спроведеме како конечни нивните одлуки. Подготвена е и драфт верзија на нова национална платформа за онлайн настава. Таа ќе биде лесна за користење од страна на наставниците, учениците, родителите, но и од страна на образовните институции. Таа ќе се користи и сега во време на COVID, но секако ќе биде важна и да се појавува како поддршка на учењето во училница понатаму и надвор од неа. Владината комисија која ќе ги разгледува барањата е составена од представници од кабинетот на премиерот, Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, како и Комисијата за заразни болести. Кеико Ханеда, амбасадорката на Јапонија, ја посети клиничката болница во Тетово и донираше амбулантно возило, кој ќе биде во служба на граѓаните на општината. Со ново амбулантно возило ќе располага клиничката болница во Тетово. Возилото е донација од јапонската амбасада. Амбасадорката Кеико Ханеда се сретна со градоначалничката Теута Арифи, а потоа се упати во клиничката болница, каде што на директорот Флорин Бесими му ја врачи донацијата. Ми представува огромна чест и задоволство што повторно сум во Тетово, што можам да сум дел од донирањето на амбулантното возило за болницата. Имав одличен разговор со градоначалничката и се согласивме дека ќе продолжиме со успешната соработка. Последен пат кога го посетив Тетово, го потпишавме договорот за донирање на амбулантното возило. Драго ми е што возилото пристигна токму на време, кога најмногу е потребно. Задоволна сум што луѓето од Јапонија можат да им помогнат на граѓаните од Тетово во однос на подобрување на животот, особено во овој период. Би сакала да се заблагодарам на сите здравствени работници кои со нивната работа им помагаат на граѓаните во овие тешки времиња. Амбулантното возило ќе биде во служба на граѓаните на општина Тетово. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 81 лице, 59 од Тетово и 22 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 7 лица од Тетово и 8 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 203 лица од Тетово и 112 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било утврдено непочитување на истите. Вчера во 7 часот и 20 минути 26 годишникот Мавровска Волковија во СВР Тетово пријавил дека околу 6 часот и 30 минути во возило со гостиварски регистарски ознаки, во кое со уште едно друго лице се движеле по улица Гоце Делчев во Гостивар, физички бил нападнат од 26 годишен гостиварец. Случајот целосно е расчистен и против нападјачот ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 20 часот 33 годишна жителка на Тетовско Нераште пријавила дека околу 16 часот и 30 минути на улица Јанаа во Тетово физички била нападната од 34 годишна жителка од Тетовско Одри. Се преземаат мерки и активности за расчистување и документирање на случајот. Следува најавата на спортските активности на екипите од Полошкиот регион во престојниот викенд. Фудбалските прволигаши викендов ќе го одиграат редовното петто првенствено коло. Екипата на Шкендија во сабота со почеток во 16 часот ќе гостува во Струмица против Беласица. Во недела исто така во 16 часот фудбалерите на Ренова на домашен терен ќе го пречекаат Скопски Работнички. Во пресет на петтото коло Шкендија на третото место со 8 бодови, додека Ренова на шестото место со 5 поени.
Второлигашката конкуренција група Запад продолжува со надпреварите од третото коло. На градскиот стадион во Гостивар ќе се одигра дербито на колото помеѓу Гостивар и Кораб, додека Дрита ќе игра дома против Охрид Лихнидос. Останатите две екипи ќе гостуваат. Тетекс на Велешта, додека Вардар Форино на Кичевски во Зрими. Сите надпревари се играат во сабота со почеток во 16 часот. Во женската фудбалска конкуренција во рамки на 6-тото првенствено коло двете тетовски екипи ќе играат на домашен терен. Шкендија во сабота со почеток во 16 часот и 30 минути ќе го пречека составот на Шкупи, додека Љуботен во недела во 17 часот ќе му биде домаќин на СЦ и Статов од Нов Дојран. Двата надпревари од женската фудбалска лига ќе се одиграат на теренот на спортскиот центар во Тетово. Тоа беше се што подготви нашата екипа. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисиминада. Пријатно!